Централни вести, добар ден и ви благодарам што сте на Канал 5. На почеток, ова се насловите. Истрагата заврши, сослушани над 400 сведоци. Течат роковите за одбраната да изврши увид во доказите. Имаме право во рок од 15 дена да му предложиме на обвинителот докази кои би ги извел. Иако мала, Македонија никогаш не се откажала од идентитетот. Премиерот Мицкоски од конференција во Будимпешта. На средбата со Орбан најавено динамизирање на стратешкото партнерство. Алармантно, најмладиот корисник на дрога во земјава има 5 години. Пороците лесно доаѓаат на дофат на децата. Најчест вид на дроги кои ги користат се марихуана и амфетамин, а поретко екстази и хероин. По 2,5 месеца заврши истрагата за пожарот во Кочани. Почнува увидот на одбраната во доказите. Обвинителството сега има и 15 дена да ги цени и доказите на одбраната пред да донесе јавно обвинителска одлука. Во истрагата досега се опфатени 46 осомничени, но не се исклучува можноста нивниот број да се зголеми. Михајло Видимлиски. Заврши истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 62 лица. Опфатени се вкупно 46 лица, соопшти обвинителството, а се товарат за тешки дела против општата сигурност. Сите осомничени се испитани, како и околу 400 сведоци и оштетени. Анализирани се и податоците од голем број од земени компјутери и мобилни телефони. Изготвени се градежно и хемиско вештачење, со кои се испита околностите во самиот објект, безбедносните стандарди, како и начинот на настанување и ширење на пожарот. Велат од обвинителството, со завршување на истрагата започнува да тече рокот од 15 дена, во кој одбраната може да направи увид во доказите и да предложи свој. Адвокатот Звонко Давидовиќ, кој застапува осомничен од обезбедувањето во дискотеката, најверојатно нема сега да достави докази, ќе ги достави до судот ако истрагата за неговиот клиент резултира со обвинение. Од денот кога ќе го добиеме, имаме право во рок од 15 дена да му предложиме на обвинителот докази кои би ги извел, но тоа ретко го правиме затоа што проценуваме дека обвинителот без оглед на доказите кои ние би му ги приложиле или предложиле би подигнал обвинителен акт. Затоа тие докази ќе ги предложиме пред суда ако постапката истрагата резултира со подигање на обвинение против нашиот клиент. Помеѓу осомничените се и сопственици на објектот и правното лице кое ја менаџирало дискотеката, поранешни министри, градоначалници, директори на дирекцијата за заштита и спасување и пазарната инспекција. Државниот обвинител Љупчо Коцевски во телевизиско интервју откри дека со истрагата засега нема да биде опфатен членот на групата ДНК Владимир Блажев Панчо поради тешката здравствена состојба. Посебен предмет со 14 осомничени полициски службеници води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, но за нив истрагата се уште е во тек. Физиотерапевти од Скопје следната недела на помош во болницата во Кочани. 8 септември ќе почнат да одат од следната недела во Кочани да помагаат. Лидерот на СДСМ Филипче изјави дека неговата партија е во координација со сестринските европски социјалдемократски партии по повикот на премиерот Мицкоски за лобирање во Европскиот парламент пред гласањето на извештајот за Македонија. Но тој воедно и го прашува премиерот дали усвојувањето на резолуцијата ќе биде и гаранција за откочување на евроинтегративниот процес. Веќе вчера зборував со секретарот на ПЕС, партијата на европски социјалисти, во чие семејство ние припаѓаме, господинот Филипек, во однос на координација и денес ги продолжуваме работите да видиме кои се тие конкретни чекори кои што треба да ги направиме. Што се има впечаток дека владата секогаш има некакви принципи и црвени линии, меѓутоа ако тие не важат, имаат и други. На почетокот беше продолженото дејство на уставните, одложеното дејство на уставните измени, понатаму беа пресудите во Страсбург, еве сега декларација во Европскиот парламент. Значи, клучното прашање е што е тоа што е доволно.
Заврши евалуацијата на повредените во дискотеката Пулс. Наредниот период ќе се прецизира кој од 140 пациенти ќе се лекува дома, а кој во странство. Кочанската болница ќе се засилува и со кадар од Скопје, а клиниката за рехабилитација во Скопје ќе се опреми со специјален робот за лекување на горни екстремитети. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Заврши евалуацијата за 140 повредени во пожарот во дискотеката во Кочани. Министерството за здравство во наредните денови ќе излезе со начинот на кој ќе се лекуваат пациентите, потврди првиот човек на ФЗОМ Сашо Клековски. Пациентите кои ќе се вратат од болниците од странство ќе се лекуваат во болниците Свети Наум Охридски, ГОП 8 септември и клиниката за пластична хирургија. 8 септември ќе почнат да одат одселената недела во Кочани да помагаат на кочанските физиотерапевти, за да не ги носиме повредените во 8 септември во Козле. И во основа ќе се зголемат бројовите на посетите од клиниката за пластична хирургија. Дел од пациентите кои се лекувалат во болницата во Софија изразиле желба лекувањето да го продолжат во таа болница, додека еден пациент од болницата во Бугарија се вратил и се лекува на пластична хирургија и во подобра состојба. Конкретно станува збор за неколку пациенти од Пирогов кои сака да го продолжат својот третман таму. Ние сме во комуникација со Пирогов за да ги чистиме и појасниме некои детали околу натамошниот третман и немаме законски или друг проблем, ниту било каков проблем да тие продолжат да бидат третирани таму кај што започнале со својот третман. Морам да истакнам дека едно од потешко повредените од Пирогов, чија слика беше објавувана на некои од социјалните медиуми, сепак одлучи да биде третиран на клиниката за пластична хирургија и после 3 или веќе 4 недели веројатно поминуваат, има значително подобрување на неговата состојба. ФЗОМ одобри буџет за болницата за рехабилитација Козле за набавка на робот за горните екстремитети кои ќе помогнат во делот на рехабилитација, бидејќи најголем дел од тешките повреди се на рацете. Клековски најави дека освен доктори од Израел и Грција, кои се најавиле да дојдат во Македонија, има и најава за доаѓање на доктори од Белгија, кои беа во болниците во првите денови од пожарот во Кочани. Медицинските сестри од клиничката болница Тетово денеска излегоа на протест, негодувајќи од тоа што со години чекаат решение за трајно вработување и што 2 месеца не им е исплатена плата. Велат дека засегнат е 140 член персонал. Сандра Спасовска. Медицинските сестри од Тетовскиот клинички центар излегоа на протест, бараат решавање на нивниот долгогодишен проблем со немањето решенија за трајно вработување, а дополнително како што посочија револтот бил се поголем бидејќи 2 месеци одат на работа, а немаат земено плата. Заедно со медицинските сестри во кругот на болницата излезе и помошниот персонал кој се соочува со истиот проблем. Сега 10 години, ама сега ништо немаме со договор на делото. Ние сакаме нешто да се јавуваме, ама знаеш како иде работата. Да можеме. Мислам дека колегите што се над 10 години тие требаше да излезат и малце да се борат. Директорот на болницата Агим Бериша вели дека не е нивна вина и дека побарале одобрение од Министерството за финансии за продолжување на договорите, но досега не добиле. Како што рече, единствено согласност имаат од здравство. Од Министерство за здравство да се продолжат договорите од 3 месец до 12 месец. А од финансии уште не сме добили. Чекаме секој ден, правиме напори да добиваме од нив одобрение, така што ќе бидете на време исплатени. Од Министерството за финансии за Канал 5 вела дека во сите случаи кога има обезбедено средства за бараните вработувања во буџетот на буџетскиот корисник и се предвидени во годишниот план за вработување, МФ доставува известување со позитивно мислење, како што велат е и во конкретниот случај, посочувајќи дека платите на вработените во секторот здравство се планирани и се исплаќаат од буџетот на ФЗО.
Од Сдруженијето на сестри за нас секојдневно апелираа дека медицинските сестри треба да се најдат со посебни членови во Законот за здравствена заштита, каде ќе се гарантира образованието и вработувањето, кое не би било како досега на договор на дело. Македонија се соочува со дефицит на медицински сестри, а само минатата година според Сдруженијето земјава ја напуштиле 2000 медицински сестри. Обвинителството ја привршува истрагата за дивоградбите во Чаир, која беше отворена пред 2 години по допрен глас, велат од таму за Канал 5. Арсовски денеска обвинува дека обвинителството не постапува за нејзините наводи. Дејан Трајковски. Во екот на Кавгат Арсовска ганију обвинувањата за нови дивоградби во Чаир. Обвинителството веќе привршува со предметот отворен пред 2 години по допрен глас, откако медиумите објавија истражувачки истории за шемите по кои се прави незаконска легализација. Од таму за Канал 5 велат дека од општината, Министерството за транспорт и Државниот градежен инспекторат е одземена обемна документација, а извршени се и разговори со службени лица од општина Чаир, како и со дел од барателите за легализација на бесправно изградените објекти. По анализа на севкупниот материјален и вербален доказан материјал, чие обезбедување во овој предмет е во финална фаза, ќе следи донесување на соодветна јавна обвинителска одлука. Велат од обвинителството за Канал 5. Во меѓувреме, градоначалничката Арсовска повторно распали на социјалните мрежи, овој пат и по обвинителството. Таа вели дека обвинителството не гледа проблем во тоа зграда направена сега да биде заведена како објект изграден во 2011 година. Повторно побара да се одземе документацијата од општината, бидејќи се сомнева дека се уништуваат докази. Лик како Вики Ганију би требало да добие грант од Фонд за иновации за изум за патување низ времето, кога веќе не добива кривична пријава за над 150 противзаконски и опасни дивоградби кои ги кеширал. Јавното обвинителство не гледа никаков проблем зграда изградена сега да биде заведена како објект кој е изграден пред 2011 година, иако очигледно е дека според официјалната снимка на катастар, која е направена во 2023 година, дека на таа локација нема зграда. Од обвинителството пак тврдат дека ги следат информациите и ќе постапат доколку бидат утврдени елементи на кривично дело. Воено повторно побара од Арсовска и град Скопје да постапат според законските обврски и сите сознанија и докази да ги споделат со ОЈО, со што би се спречило евентуално компромитирање на доказен материјал. На вчерашната пресконференција, чаирскиот градоначалник Ганију кажа дека наводите кои ги изнесува градоначалничката Арсовска се невистинити и дека за тоа ќе се видат на суд. Дополни дека Чаир не е ниту во првите 5 општини во Скопје по бројот на дивоградби, а тврдеше и дека не го прекршил законот во ниту еден случај. Нападите тој ги препишува на ДУИ како обид за дестабилизација пред изборите. По повикот на премиерот Мицкоски до опозицијата да поддржи измени на изборниот законник за една изборна единица, лидерот на СДСМ Филипче изјави дека се подготвени да разговараат за предлогот, но дека за тоа треба да се разговара со сите политички партии. Мицкоски вчера предложи со измените да се овозможи и на диаспората да гласа. Од Министерството за правда велат дека се уште се во процес на подготовка. Откако премиерот Мицкоски одсобра ниската говорница, повика опозицијата да ги поддржи измените на изборниот законник за една изборна единица, лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче изјави дека во партијата се подготвени да разговараат за предлогот, но смета дека вакви измени треба да се дел од поширока политичка дебата, која би опфатила повеќе прашања поврзани со изборите. Подготвени сме да разговараме за било што, меѓутоа тоа е работа која што треба да учествуваат сите политички партии. Затоа што не е само прашањето на една изборна единица, тука е и прашањето на цензусот, понатаму прашањето на отворените листи, но јас сум спремен за разговор. Мицкоски вчера побара поддршка за воведување на една изборна единица, во која би влегувала диаспората, но дали и кога ќе почнат формални разговори за промена на изборниот законник не е познато. Според реформската агенда договорена со Европската унија, земјава има и обврска до јуни годинава да донесе нов изборен законник, согласно препораките на ОПСЕ од ИХР, но веќе е известно дека рокот нема да биде испочитуван. Од Министерството за правда велат дека се уште се во фаза на консултации, а конечните измени зависат од партиите.
Министерството за правда ги започна подготовките, но без поддршка од политичките чинители, неговото донесување не може да се реализира. Ке следат разговори на политичките субјекти. Сепак, треба да се има предвид дека изборното законодавство бара широк политички консензус и тука ќе треба конструктивен пристап и поддршка од клучните политички фактори во земјата. Нешто кое за жал во досегашните изборни циклуси резултираше со дискрепанци меѓу нацрт верзијата на законот подготвена со поддршка на ОДИХР и усвоениот законник од страна на Собранието. Соопшти од Министерството за правда. Последните измени на изборниот законник беа направени лани на 7 март во пресрет на парламентарните избори, кога и власти и опозицијата се договорија и го подигнаа цензусот за независните листи, што сега ги укина Уставниот суд. Со измените во изборниот законник да се постави услов од најмногу 50 собрани потписи за независни листи на кандидати за предстојните локални избори. Побараа денеска представници на 7 граѓански организации. Откако по одлуката на Уставниот суд се појави правна празнина и останува неизвестно дали граѓанските иницијативи ќе можат да учествуваат на локалните избори во октомври. Нашите барања се однесуваат на правната празнина која се создаде со укинување на членот од изборниот законник со кој се подигна прагот за собирање на потписи за независни листи на 1%, што Уставниот суд го оцени како неуставен. Она што е интересно е дека политичките партии кај нас тешко може да постигнат консензус за некакви суштински, стратешки, државни прашања, ако се работи за оневозможување на независните кандидати да настапуваат на изборите, брзо успеваат да го направат тој чекор. Како може тоа независните да имаат многу потешки услови отколку партиите и од што се плашат партиите зад нас, од нас, ако толку многу ние придонесуваме во целото тоа. Така што ние сме побарале 50 на потписи и стоиме на тоа дека треба да бидат 50 на потписи, ете да не биде 0, но да има некаков минимален праг, а сепак да се овозможи уставното право да секој да може да биде избран на одредена позиција и да учествува во работењето на локалната и националната самоуправа. Марш за подигнување на јавната свест за проблемите со кои што се соочуваат лицата со мултипла склероза содржа денеска во организација на Националниот сојуз на лицата со телесен инвалидитет. Од маршот упатија пораки за специфичните потреби за поквалитетен живот и социјална инклузија на овие луѓе. Ова е поддршка за нив. Здравко Димитров. Отсуство на рампи и немање лифтови во повеќе објекти се само дел од проблемите со кои се соочуваат граѓаните кои имаат проблеми во здравствената состојба. Ова беше порачено на денешниот марш на лицата со мултипла склероза кој започна од порта Македонија во Скопје. Како што велат од Сојузот на лица со телесен инвалидитет, околу 8000 граѓани се здружени во 16 меѓуопштински организации, но бројката на граѓани кои имаат потешкотии од различен вид е околу 300.000. Ние, како лица со телесен инвалидитет, на некој начин не гледаме некое драстично приближување кон еднакви можности. Значи, она за што ние всушност се бориме се еднакви можности, да и овие лица добијат еднаква можност за образование, за здравствена заштита, за вработување, да може да најдат екзистенција за себе, за своите семејства и да носат значајни одлуки во својот живот. На маршот се придружија и граѓани кои имаат проблеми со дистрофија, параплегија и детска парализа. Лицата со инвалидитет велат дека сакаат да живеат исто како и останатите, но спречени се поради скратени можности и на тој начин потенцијалот кој го поседуваат опаѓа. Заменик министерот за труд и социјална политика пак Ѓоко Велковски рече дека институциите треба да бидат пристапни за сите, бидејќи се создава проблем со комуникацијата со граѓаните кои не можат да добијат одредена услуга. Според него потребно е коригирање на старите објекти кои се непристапни за граѓаните со инвалидитет. Треба да се докоригираат сите оние стари објекти кои што за жал се градени пред 40 или 50 години, кои што за жал во некој од нив и нема директна можност да се интервенира заради целиот архитектонски пристап на лицата со инвалидност. Во Македонија од мултипла склероза боледуваат повеќе од 2200 луѓе. Најголем дел од нив се на возраст помеѓу 20 и 40 години и представува една од најчестите невролошки нарушувања. Директорот на Фондот за здравство, Сашо Клековски, рече дека околу 700 лица во државата примаат терапија за мултипла склероза, од кои 1/3 се на биолошка, а останатите на друг вид терапија.
Над 15.000 ученици во завршна година од средното образование утре ќе го полагаат првиот од двата екстерни испита од годинашната државна матура – мајчин јазик и литература, кој е задолжителен за сите матуранти. За утрешниот прв екстерен испит пријавени се 9.969 ученици за македонски јазик, 4.339 за албански, 292 за турски јазик и 10 ученици за српски јазик. Вториот екстерен испит од државната матура, кој што е изборен за учениците, ќе се полага на 11 јуни. Испитите ќе се полагаат во училиштата, доколку исполнуваат услови согласно правилникот за организирање државна матура. А за учениците од училишта кои немаат такви услови, обезбеден им е простор во амфитеатрите на факултетите. За надгледување на испитниот процес, ДИЦ и оваа година ќе ангажира околу 2000 тестатори. Се намалува долната граница на деца кои нудат и употребуваат дроги, а оваа појава станува се поголем проблем и бара итен и координиран одговор од институциите, покажува анализата за состојбата и третманот на малолетници кои користат дроги и други психотропни супстанции, изработена од Народниот правобранител. Сања Трајковска-Ставров има повеќе. Најмалиот корисник на дрога во земјава нема ни 6 години, велат од канцеларијата на Народниот правобранител, откаде со анализа алармираат за намалување на долната старосна граница на деца кои нудат и употребуваат дроги. Оттаму посочуваат дека Македонија се уште нема здравствена институција за оваа намена. Нема ни доволно развиен систем за превенција, рано откривање, третман и рехабилитација на овие деца. Од Народниот правобранител бараат итна интервенција од сите надлежни и план за помош на децата кои користат дрога, бидејќи бројките се алармантни. Според податоците кои што ги добивме од сите 8 сектори на Министерството за внатрешни работи, неспорно има евидентирано деца користници на дрога и тоа во 85 вкупно во 2023 година и во јуни 2024 година нови 45, што значи негде 130 деца користници на дрога има евидентирано во секторите за внатрешни работи. Најчест вид на дроги кои ги користат се марихуана и амфетамин, а поретко екстази и хероин. Препораките од пред 7 години што ги упативме до институциите не се имплементирани, алармираат од Народниот правобранител. Оттаму посочуваат дека неопходно е развивање на специјализирани програми за третман, рехабилитација и ресоциализација, како и подобрување на координацијата помеѓу институциите за интегриран пристап. Треба да има системски сеопфатен пристап каде што ќе постои соработка меѓу институциите, меѓутоа таа соработка треба да биде врз основа на специјализирани стручни лица кои што ќе го имаат пристапот соодветни програми за постапување согласно протоколи за деца, а не протоколи за возрасти да применуваат на деца, да има соодветни дневни центри каде што ќе може да се работи на ресоциализација, на реинтеграција на овие деца, бидејќи има случаи на повторно повратници на друго, токму поради тоа што системот не дава соодветен одговор. Бајрамовска потенцираше дека релевантните институции не го препознаваат ризикот од употреба на дроги кај децата, што резултира со недоволна интервенција во критичните моменти. Најновите препораки од анализата ќе ги достават до надлежните и очекуваат тие да превземат мерки. Во продолжение само вистина. Ивана Стојановска е вечерва со вас. Пријатна вечер.